Записникът от 76-та седмица го ставам за нагласа. Кой е за? Констатирам дека записникът от 76-та седмица усвоен с 8 гласа за. Благодарам. Одиме пътвам. Понатам за работа нова седмица го предлагам следния дневен ред. Първа точка. Предлог решение за констатиране престанък на мандат на член на Съветът на община Богданци. Втора точка. Годишно извършване на САО Богданци за учебна 2024-2025 година. Годишна програма на САУ Богданци за учебната 2025-2026 година. Точка 4. Годишно извършване за работа на ЯОУДГ Коста Попристов Делчев Богданци за учебна 2024-2025 година. Точка 5. Годишна програма за работа на ЯОУДГ Коста Попристов Делчев Богданци за учебна 2025-2026 година. Точка 6. Разгледуване на отлука за формиране комисия за прием на деца на ЯОУДГ Коста Попристов Делчев Богданци. Точка 7. Разгледуване на отлука за утвърждаване на критериуми за прием на деца в ЯОУДГ Коста Попристов Делчев Богданци. Точка 8. Предлог отлука за даване на съгласност за формиране на групи с по-малък и по-голям брой на деца в ЯОУДГ Коста Попристов Делчев Богданци. Точка 9. Финансов изжитък за материалната и финансова работа на ЯП Комуналис Богданци в период от 1.1.2025 до 30.6.2026 година. Точка 10. Съветнически пращания. Отворена дискусия по предложение в дневния ред. Има някой за сбор? Първо ще да ме насловим на дневният ред. Кой е за? 8 гласа за. Благодаря. Минуваме на работа по условения дневен ред. Точка 1. Предлог решение за констатиране престанък на мандат на член на Съвета на община Богданци. Повели Пенехте. От страна на съветникът Михаил Тодоров е доставена оставка до Съветът на общината на ден 1.9. И съгласно законът за локална самоуправа на членът на Съвет му престанува мандатът пред изтекът на времето за кое е избран под алинея 1, ако поднесе оставка. Съветът на първата наредна седмица ќе констатира причината и денот на престанување на мандатот на членот на Съветот и тоа во случаите од став 1 алинея 1, значи ако поднесе оставка од денот на одржување на седмицата. Во прилог е доставен предлог решението. Да, се гласува. Да. Оставам предлог решението за констатиране. Имам сбор. Да, повели. Сакам да вземам сбор. Значи, лицето на няколко дена пред престанък на нашия мандат гледна се поднесела оставка. Сите знаем причината за това и го няма да образложи тук явно да каже колко наводно са говори във вие 4 години за община Богданци, а гледна сега какво в края се прави в друга съседна община. За него можем да кажем една реченица: без чест и достоинство го почнава мандат и без чест и достоинство го завършива мандат. Тук явно беше кажено от наши колеги съветници от СДСМ, както явно са пазарче, си правяче свои интереси и това се случи и в нейната партия. Гледаме няколко фронтмени ще бяха в Левица, Богданци, как са изключени от партията заради него, как тия люди на социалните мрежи с нас цяло време се разправя го брана, го видя неговото право лице. И то е това. Нямаше повече да дискутираме за него. Благодаря. Благодаря. Друг някой не сака да кажеш по оставката на Ако няма, то виж, трябва да има да се изясниме да условиме или на самата оставка. Кой е за?
колку сме тука, 6 души за, воздржани, 3 против. Благодарам. Одеме понатаму. Годишни извештај на СО Богданци за учебна 2024-2025 година. Повеќе расте. Добар ден на сите. Почитуван председател, почитувани советници. Една од двете точки е разгледување на годишниот извештај на СО Богданци за учебната 2024-2025 година. Накратко, согласно календарот за изведување и реализирање на настава се реализирани сите 180 наставни дена, односно 164 наставни дена за завршните години. Скупно 355 ученика беа запишани во оваа измината учебна година, 102 мажки, 163 женски. Најдобар успех имаат постигнато од здравствената струка, најслаб имаат од текстилно-кожевската струка во училиштето за подобрување на квалитетот на воспитно-образовниот процес и практичната настава, опремени кабинети, работилници по електрострука, набавени повеќе наставно-образовни помагала, збогатување на библиотечниот фонд, во рамките на проектот Поглед во мојата иднина, финансиран од првиот повик на регионалниот фонд за предизвици, училиштето доби информатичка опрема, 38 компјутери, 55 таблети, главен сервер со додатоци, камера од 360 степени за правење на VR содржини и слично. Во рамките на истиот проект училиштето доби, односно се опреми со нова опрема за градежната струка. Училишните кабинети и канцеларијата на стручната служба е набавен на канцелариски училишен мебел. Во училиштето е поставена нова мрежна опрема и набавени се 4 клима уреди. Согласно овој извештај, СО Богданци успешно ја и во целост ја реализира годишната програма која што беше за учебната 2024-2025 година. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој се јавува за збор по годишниот извештај? Повеќе Никола. Да, като представник на СО Богданци, значи честитки за извештајот, продолжите во исто темпо, со ист ангажман, видовме доста бенефити, доста културни програми од културата. Ништо повеќе, продолжите и Богданци да го направиме, да излезат да идат повеќе кадри од сите технички општи струки што ги посебират. Фала на поклонните зборови и како училиште, и како општини, и како жители на оваа општина. Сите сме за развој на СО Богданци, бидејќи уписот, односно големувањето на бројот на ученици е заеднички успех. Струките кои се овозможија во истото, само можеме да кажеме дека СО Богданци е училиште кое што нуди доста добри струки, доста добра образовна политика, со тоа што можеме да кажеме дека училиштето и во периодот кој што следи ќе продолжи со вложување и напредок на мисијата и визијата на училиштето. Благодарам. Друг некој за збор? Јас би сакал само 2 збора да кажам. Мислам дека последните години средното училиште во Богданци навистина постигна забележителни резултати во секој сегмент, поготово по раководство кога како директор е назначен на Росица во училиштето. И јас би сакал да моја лично име да и честитам за сите резултати што се постигнати и за сето што е добро и позитивно во школата направено. Благодарам. Јас пак ќе кажам дека целокупниот успех
не се должи на поединец, туку тимска работа, поддршка од градоначалникот и од Советот на општина Богданци и од сите бизнис заедницата, од сите родители со работка, училишен одбор, значи сите заеднички, секој на свој начин може да и придонесува во развојот на оваа образовна институција. Пред некој ден вие искористивме приликата на наше огромно задоволство СО Богданци ќе биде домаќин на МАСУМ, Младинска асоциација на средни стручни училишта. Тоа значи дека општина Богданци и СО Богданци ќе бидат домаќини на вкупно 50 средни училишта, 2000 учесника, 1500 ученици и 500 ментори во 2 дена распределени. Значи имаме голема одговорност, но исто време и особена чест што токму ние како општина прво, а и како училиште ќе бидеме домаќини и треба сите заеднички да допренесеме овој настан кој што е од високи размери и кој што бара вложување на сите општински ресурси да се употреби за реализирање и спроведување на овие надпревари онака како што треба. Благодарам. Некој друг за збор? Тоа ќе го ставам на усвоение годишниот извештај на СО Богданци за учебната 2024-2025 година. Кој е за? 6 гласа. Против? Воздржани? 3. Одеме понатаму, точка број 3, годишна програма на СО Богданци за учебната 2025-2026 година. Повеќе Хвала, председател. Оваа учебна година училиштето има запиштено 354 ученика во 22 паралелки. Како главни приоритети и цели кои што училиштето си ги определи за 2025-2026 година се унапредување на здравјето и благосостојбата на учениците, подигнување на свеста на учениците за грижа и заштита на животната средина и формирање на еколошки навики, тимска соработка со наставниците и подобрување на условите за работа и престој во училиштето, опремување на училиштето со наградни средства, опрема, помагала и креирање картче за хронолошко постојање на училиштето. Ќе бидам кратка, значи како планираме овие цели да се постигнат за унапредување на здравјето и благосостојбата на учениците, ќе се спроведат низа активности, спроведување на кампањи за здрава исхрана и правилен стил на живење, организирање на редовни спортски турнири и надпревари, реализација на работилници за ментално здравје, организирање на промотивни активности за превенција од зависности, организирање на ден на здравјето, организирање на реактивни активности, планирање спортски денови, игри и слично. За втората цел, подигање на свеста на учениците за грижа и заштита на животната средина и формирање на еколошки навики. Веќе училиштето започна со реализација на оваа цел, формирање на зелени тимови, односно екотимови, селекција на одложување на отпад, разни видови на материјали за рециклирање, организирање на собирни акции за материјали за реупотреба, организирање на еколошки акции во садење на растенија, едукација за обновливи извори на енергија и слично. Третата цел е тимска работа на наставниците, одржување на редовни тимски составници, заедничко планирање на наставни единици, организирање на работилници и споделување на позитивни практики, натрешни обуки, организација на заеднички неформални активности и слично. И последната акцијска цел е подобрување на условите за работа и престој во училиштето, опремување на училиштето и креирање на картче за хронолошко постојање за првата подцел. Училиштето и оваа година континуирано, навремено, согласно потребите и барањата на наставниците и учениците, а во насока на современа настава ќе продолжува да го доопремува училиштето со потребните наставни помагала. А втората подточка е креирање картче за хронолошко постојање на учениците на училиштето.
Замислата е формирање, односно да се направи едно картче во кое што ќе има историски почеток како е настанато од 2006 година со Богданци, па се хронолошки да се богатува картчето со активностите па се до ден денес, а и во иднина се надевам. За оваа цел е формиран тим од наставници и ученици кои што ќе работат на ова и со тоа секој посетител, секој кој што ќе влезе во училиштето ќе може да го види почетокот на училиштето, па можеби и ќе може да се препознае во некој дел, нели во ако има допринос во самото основање или во развојот на училиштето. Накратко тие беа целите и информациите за годишната програма за 25-26 година за село Богданци. Благодарам. Се јава некој за збор за годишната програма на село Богданци. Богданци за учебната 2025-26 година. Ако не се јава, тогаш оставам на своје име. Кој е за? 6 гласа за. Против? 5. 5. Си взема 5 против. Воздржани? Тројца. Благодарам. Хвала и на вас. Има тук некој още? Имаме, чекай. Одиме понатаму, четврта точка годишни извештај за работа на ЈОУДГ Костата Пристип Делче Богданци за учебната 2024-2025 година. Povedете. Накратко да изнесам едно кратко резиме за годишниот извештај за претходната 2024-2025 година. Во текот на 2024-2025 година градинката успешно ја реализираше годишната програма прилагодена на развојните потреби на децата од предучилишна возраст. Активностите опфатија воспитно-образовни игри, ликовни и музички работилници, спортско-рекреативни активности, еколошко и здравствено воспитание, како и развој на социјални и животни вештини. Здравствената заштита беше континуирана со примена на санитарно-хигиенски мерки, изказа стандарди во централната кујна, како и редовно следење на здравјето на децата. Градинката реализираше богата културна и јавна дејност, вклучувајќи представи, посети на институции и учество на семејството во социјално-образовниот процес. Соработката со родителите беше засилена преку индивидуални средби, групни родителски состаноци, едукација и вклучување на активности и приредби. Стручните тела, стручниот совет, совет на воспитувачи и совет на негователи овозможија континуирано професионално совршување, анализа на резултатите и воведување иновации во работата со децата. Директорот ја координираше целокупната работа од годишното планирање и финансискиот распоред до надзор над кадарот и педагошката документација, како и соработка со надворешни институции. Градинката обезбеди современи и безбедни услови за престој, учење и развој на децата. Предходната година ја завршивме со скупно запишани 219 деца, од кои 165 во Богданци и 54 во Стојаково, распоредени во 10 групи. Благодарам. Дали се јава некој за збор по годишниот извештај на ЈОУДГ Богданци Костата Пристип Делче за учебната 2024-2025 година? Ако нема, тогаш одиме на усвојување на годишните извештаи за работа на ЈОУДГ Костата Пристип Делче Богданци за учебната 2024-2025. Кој е за? 6 гласа за, против, воздржани, тројца. Одиме на точка 5. Годишна програма за работа на ЈОУДГ Костата Пристип Делче Богданци за учебната 24-26 година. Годишната програма за работа
на ЈОДГ Коста Попристов Делчев за учебната 2025-2026 година е насочена кон обезбедување квалитетна, згрижувачка, воспитно образовна и развојна средина за децата од најрана возраст до поаѓање во училиште. Програмата ја опфаќа организација на работата во јасли и групи над 2 години со акцент на индивидуалниот пристап, социализација и целосен развој на децата. Мисија и визија на установата, која ја истакнуваат посветеноста кон безбедно, потикнувачко и инклузивно обкружување. Планот за работа на стручните тела, стручниот совет, совет на воспитувачи и совет на негователи за следење и унапредување на воспитно-образовниот процес. Годишниот календар на активности, јавни, културни, воспитно-образовни и еколошки манифестации со работа со родители и локалната заедница. Проекти и проектни активности насочени кон креативен развој, здрави навики, еколошка свест и унапредување на комуникацијата. План за стручно усовршување на кадарот со цел постојано подобрување на воспитно-згрижувачката работа и план за работа на логопедот. Со реализација на оваа програма градинката ќе обезбеди услови за хармоничен раст и развој на секое дете, потикнување на неговата креативност, љубопитност и самодоверба, како и активно вклучување на семејството и заедницата во воспитно-образовниот процес. Оваа година во градинката запишани се вкупно 195 деца, од кои 152 во Богданци и 43 во Стојаково, распоредени во 10 групи. Благодарам. Дали некој се јавува за збор по годишната програма за работа на ЈОДГ Коста Попристов Делчев Богданци за учебната 25-26 година? Ако не се јавува никој, тогаш ќе ставам на усвојување годишната програма. Кој е за? 6 гласа за, против, воздржани, тројца. Одиме на точка 6. Разгледување на одлука за формирање на комисија за прием на деца за ЈОДГ Коста Попристов Делчев Богданци. Според Законот за заштита на деца, поради зголемен број на деца во градинката, доставуваме предлог за формирање на комисија за прием на деца во градинката, во чиј состав легуваат секретар, сметководител, двајца воспитувачи и негователи. Благодарам. Имате некоја забелешка? Треба да се усвојава? Да. Тогаш одиме на усвојување на предлогот од страна на ЈОДГ Коста Попристов Делчев. Кој е за? Сите. Одиме на точка 7. Разгледување на одлука за утврдување критериум за прием на деца во ЈОДГ Коста Попристов Делчев Богданци. Поведете. Поради исполнувањето на бројот на деца во групите, согласно нормативите за бројот на деца, се воведува листа на чекање за прием на деца во градинката, при што приемот ќе се врши според следните критериуми: дете на самотар родител, дете во социјален ризик, повеќе од едно дете што поседува градинка, дете на двајца вработени родители и време на чекање. При приемот на деца предност ќе имаат децата кои исполнуваат барем еден од овие критериуми. Благодарам. Кој се јавува за збор по точка 7 разгледување за одлука за утврдување критериум за прием на деца во ЈОДГ Коста Попристов? Вајлите. Ако не се јавува, ако не се јавува никој, тогаш одиме на усвојување на точка 7. Кој е за? 8 души за. Благодарам. Одиме на 9-та точка. Финансов извештај за 8. А 9 гласа, сакаш да кажеш? Да. Предлог одлука за давање согласност за формирање на група со помал и поголем број на деца во ЈОДГ Коста Попристов Делчев Богданци. Според Законот за заштита на деца, дадена е можност во групите да се згрижат поголем или помал број на деца од утврдениот, за што согласност секако треба да се даде од Советот. И согласно на ова, во овие 10 групи бараме повеќе или помалку од 5
број на деца, во зависност според нормативите. Благодаря. Дали некој се јава за збор? Следваща точка 8. Предлог одлука за давање согласност за формирање на регулка со помал и поголем број на деца во ЈОДГ Костов Пристав. Делчев става на гласање. Кој е за? 9 гласа за. Одеме на 9 точка. Благодарам. Финансов извещај за материјалната и финансово работа на ЈП Комунална чистота Богданци во период од 1.1.2025 до 30.6.2025 година. Кој ги изоставач? Ајде, директора. Поведете. Директор на збора. Директор за предлагање точка. Добар ден на сите. Значи, извештајот, финансовите извештаи за материјалната и финансовата работа на ЈП Комунална чистота за период од 1.1.2025 до 30.6.2025. До сега, значи, ќе бидам краток, остварихме приходи за ова 6-месечен извештај од 17.067.010 денари или зголемување за 0,7%, додека трошоците за овој период се 16.066.576 денари или што е за 1.434 денари во плюс. Значи предпријатието оствари добив од 1 милион денари. Се однесува до основните средства, имаме намалување на медицината и на водоинсталаторските услуги. Тоа е поради тенденцијата немање средства и принудени сме на овој чекор, што не е за мене добар показател, затоа што сектор треба да бидеме спремни за работа, а не да чекаме, значи да набавуваме материјали, па потоа да се заврши работата. Што се однесува до побарувањето на предпријатието, се зголемени. Ова е само поради тоа што поголем број на фактури се книжат на крајот на месецот, така да сите тие фактури влегуваат во овој баланс, нормално дека не може да се платат веднаш, туку се плаќаат во другиот период, во другите тромесечи. Што се однесува до обврските, значи ова е позитивен индекс, значи намалени се обврските на предпријатието, претежно исплатен долгот према ЕБАНа, останалат уште доста долгови од претходните години, меѓутоа нормално треба време за да се подмират сите обврски на предпријатието и средства. Што се однесува до наплатата, може да видите дека процентот е доста зголемен, значи мислам дека не е имало никој пат толку висок процент на наплата за досега од минатите 10 години и повеќе. Тоа е, доколку има некои прашање. Благодарам. Отварям дискусија по 9-та точка финансови извештај за материјална финансово работа на ЈП Комунална чистота Богданци во период 1.1.2025 до 30.6.2025 година. Поведете. Ако никој не се јавува за збор, тоа веќе оставаме точката на гласување. Кој е за?
Още еднъж. Точката 9 ставам на гласуване. Кой е за? 5 гласа за, против, въздържани, 4. Благодаря. Благодаря на директора. 10-та точка. Съветнически прашения. Има ли някаква съветническо прашение да поставя? Ако няма, благодаря на всички за присъствието. Както да ви кажем, може да не види и последна седмица. Аз би сакал да се заблагодарам, да кажа по мое лично име, на сите вас за успешната соработка и мисличина дека и успешно се го одработи на мандатот, затоа што лично мислам, тоа што е направено за Стојаков за последните 4 години не е направено за последните 50 години. Така да, мислам, треба да бидеме задоволни од работата на овој состав на Советот и мислам дека честно и поштено се изработи на нашиот дел од работа. Повели? Процедурално и аз можем да кажем, ότι имаме овие 4 години не согласувања, имаме и согласувања, но кога се работи за целта да се остваря за по-добро живење на жителите во општина Богдановци, беме сите едногласни и никој пат не дискутирахме на таа тема. Тоа е тоа. Благодарам на сите. Поздрави, ако има во околните среди. Јас сега би ви повикал, ако